Денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип со тема за полицијата на Република Македонија. Деградирачкиот однос кон припадниците на македонската полиција мора да престане, а актуелната власт колку побрзо си замине, толку побрзо ќе се врати достоинството на македонската полиција, нагласија денес пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Зоран Заев денес, наместо да се извини на полициските службеници за сите злодела што ги има направено против нив, тој реши во стилот на голем режимски диктатор пред неговите очи да се изведува нарачена скапа полициска парада. Зоран Заев, министерот за внатрешни работи, градоначалникот на општина Штип и останатите од врвот на Социјалдемократскиот сојуз пред само неколку години организираа насилни протести. Истите овие полициски службеници кои денес се принудени да парадираат пред нив, тогаш од страна на хулиганите организирани од Заев и останатите, беа каменувани, им фрлаа запалени контењери, ги гаѓаа со бехатон плочки, ги тепаа со шипки и слично. Откако Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, на улиците се вратија криминалците, разбојниците и сириџиите. Криминалот, нерачистените убиства, рекетот, уцените и заканите станаа секојдневие за граѓаните. Поради партиските директиви, издадени од раководните лица на Социјалдемократскиот сојуз, професионалците во Министерството за внатрешни работи се спречени да си ги извршуваат своите задолженија. Додека Зоран Заев нарачува скапи паради и си прави забава, на поголем број од припадниците на Министерството за внатрешни работи не им се исплатени парите за прекувремена работа, а условите во кои што работат се сведуваат на мизерија со стари дотрајани униформи и застарена опрема за работа. Овој деградирачки однос кон припадниците на македонската полиција мора да престане. Полициските службеници заслужуваат подобар третман. Државата не смее да ги понижува оние кои денонокно го чуваат јавниот ред и мир. Граѓаните заслужуваат сигурна безбедност, а тоа оваа владеачка гарнитура не може да го обезбеди. Колку побрзо оваа неспособна власт си замине, толку побрзо ќе се врати достоинството на македонската полиција. А со писмена реакција се огласија и од Општинската организација на СДСМ Штип. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип обвинува за настан кој беше поздравен и проследен од граѓаните на општина Штип и на источниот регион. После 11 години узурпација на МВР. Ова институција се враќа во служба на граѓаните и не работи според партиски, туку според професионални наредби. Граѓаните на општина Штип и на Република Македонија добро се сеќаваат на гласот на екс-министерката Гордана Јанкуловска, која институцијата со која раководеше ја нарекува МВР-ВМРО. Таа институција за избори се претворила во партиски штаб на ВМРО ДПМН, каде се правеле лажни лични карти за изборни цели со цел победа на ВМРО ДПМН. За среќа, времето кое МВР служеше единствено на Никола Груевски и фамилијата заврши. Денес МВР работи професионално и неселективно во интерес на граѓаните и повеќе не е сервис на ниту еден партиски субјект, туку функционира како пријател и заштитник на граѓаните.